10 милиони евра. За толкава сума екс-директорот на ТИРС Јован Деспотовски уште 7 вработени во две државни институции се осомничени дека збогателе фирмата Зобек Мининг. Според финансиската полиција, тие делото го сториле во периодот од јануари до јули 2022 година, а почнало откако Деспотовски го потпишал огласот за изградба на внатрешна инфраструктура во ТИРС Штип и Струмица. На тендерот се пријавиле две компании, од кои фирмата која го добила тендерот, иако имала пократок рок од само 120 календарски денови да го заврши проектот, цената која понудила била многу повисока. Клучна улога во изборот на фаворизираната компанија одиграле тројца осомничени од Бирото за јавни набавки, кои замижале на фактот дека Зобек Мининг е многу поскапа, но не провериле дали добитниците воопшто ги исполнуваат условите од тендерот. Тие не ги увиделе неправилностите и до Дирекцијата за технолошки индустријски развојни зони Скопје. Доставиле записник од извршена управна контрола со дадено мислење дека договорниот орган може да продолжи со постапката за јавна набавка. Откако скопската фирма го добива тендерот, вториот понудувач се жали, но залудно, бидејќи четворица осомничени од Државната комисија за жалби по јавни набавки го игнорираат доставениот стручен наод и мислењето од вешто лице и ја одбиваат како неоснована. Се потпишува договорот, а за изведба скопската фирма има само 4 месеци. 2 месеца по почетокот на работите, осомничениот директор потпишал анекс договор со која зголемил вредноста на основниот договор за над 84 милиони денари или 19,77% од основниот договор и дополнително го продолжил првичниот рок на изведба на работите. По 3 месеци тој потпишал и втор анекс договор со која зголемил вредноста на основниот договор за дополнителни над 34 милиони денари и уште еднаш го продолжил рокот за изведба на работите. Зобек Мининг не го испочитувала главниот услов поради која го добила тендерот, а тоа е рокот од 120 дена. За ова екс-директорот Деспотовски не презал ништо, односно ниту го раскинал договорот, не ги активирал банкарските гаранции, ниту пак побарал Зобек Мининг да си плати пенали. Финансова бара за мрзнување на имотот на скопската фирма, обвинителот барањето го достави до судот. Кривичен пред 2 дена му го одзема пасошот на Деспотовски, кој му обврска и да се јавува во судот. Тој пак уверува дека ќе докаже дека не направил ништо незаконски.